Добар ден, време е за првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Денес истокот живее на тропски температури, а утре влегува во портокалова фаза. За времето гледајте во Дневникот во кој подготвивме прилози за други актуелни теми. Продолжен е рокот за можност од ослободување од работа за трудниците и возрастните. Регионите на Штип, Струмица, Охрид и Ресен утре се во портокалова фаза. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип, ке се вложи 15 милиони евра и ке се вработи околу 300 лица. Се работи за компанија најсовремена леарница на железо и алуминиум. Се расчистува коритото на река Брегалница во Штип. Големите наноси, гранки и смет од последните поплави се вадат, со што регулацијата на водата се нормализира. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип. Подпишан е договорот со кој оваа најсовремена леарница на железо и алуминиум ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Производството треба да почне најдоцна за една година. Се работи за компанија чии производи се најбарани во автомобилскиот сектор. Отворањето на нови работни места и понатаму продолжува. Имено руската Cranfield Foundry ќе гради леарница во Пробиштип, која е од огромно значење како за општината, така и за регионот. Денеска имаме особена чест да присуствуваме на овој свечен момент на потпишување на една нова перспектива за општина Пробиштип. Ова инвестиција е од огромно значење не само за мојата општина, туку и за целиот регион. Пред се за раздвижување и на локалната и на регионалната економија, каде што ќе се отворат нови работни места, меѓутоа не само отварање на нови работни места, каде што ќе се реши проблемот со невработеноста, туку ќе се спречи и еден тренд на миграција пред се на младите и квалитетни кадри од овој регион. Познавајќи образовната структура на општина Пробиштип, со сигурност можам да потврдам дека можност за вработување ќе имаат сите високо образовани лица од областите поврзани со профилот на работење на компанијата Cranfield Foundry, без разлика дали се со или без работно искуство. Оваа инвестиција премиерот на Република Македонија ја најави пред само еден месец, а од денес веќе станува реалност. Ова инвестиција ја најавивме пред еден месец и еве денес веќе го потпишуваме договорот за инвестирање на странската компанија. Примарното производство на компанијата ќе биде наменето за монтажната и железничката индустрија. Со тоа Македонија уште повеќе го зајакнува својот имидж како земја со автомобилска индустрија. Нешто што порано не беше поимливо, а денес со влезот и работата на многу компании од оваа индустрија полека, но сигурно станува реалност. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип, каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија. Во таа насока ние како влада ќе помогнеме и за изградбата на потребната инфраструктура во индустријската зона во Пробиштип, каде ќе биде сместен и новиот производствен погон на Cranfield Foundry. Во оваа индустријска зона ќе има и повеќе други градежни парцели, така што верувам дека паралелно со изградбата на оваа леарница ќе успееме да привлечеме и други компании во градот Пробиштип. Вкупната инвестиција се проценува на 15 милиони евра, а доста важно за Македонија е отворањето на 280 нови работни места во Пробиштип и околината, истакна премиерот Груевски. Cranfield Foundry е компанија основана од руски капитал, дел од бизнис групата Cranfield во семејна собственост, чија основачи имаат долга традиција во металургискиот сектор во Русија. Тропските температури и високиот УВ индекс се опасни по здравјето. Продолжен е рокот за можност од ослободување од работа за трудниците и возрастните. Регионите на Штип, Струмица, Охрид и Ресен утре се во портокалова фаза и ги зафаќа уште потопол бран. Тоа значи температури околу 40 степен во сенка и УВ индекс над 10. Се одлагаат спортските активности, но и градежните работи на отворено во периодот од 11 до 17 часот.
Продолжуваат пеколните температури во земјава. Утре Штип и околината влегуваат во портокалова фаза. Синоптичарите прогнозира високи температури и зголемен УВ индекс, што предизвикува штитно влијание врз здравјето, но веќе од петок ќе има заладување. Во Штип и околината утре се очекува максималната температура да достигне до 40 степени, што е според дефиниција на температурите прогнозирани за ова подрачје и влегува во портокалова фаза. Инаку утринската температура ќе биде до 22 степена. Во текот на ноќта кон петок се очекува зголемено на облачување кој што ќе услови и краткотраен дожд со појава на грмежи. А појава на дожд и грмежи се можни и во петокот во предпладневните часови. Во пресред на продолжениот викенд не очекуваат температури под 40 степен. Температурата во наредните денови благо ќе опадне, така што во Штип се очекува температура до 37 степени, која што ќе се задржи и во наредниот период. Во сите овие денови, во продолжениот празничен викенд, ќе има услови во попладневните часови за краткотраен дожд со ретки грмежи. Министерството за здравство со препорака до регионите каде е најавено портокалова фаза, бремените жени и хронично болни лица над 60 години да бидат ослободени од работа до 4 август, како избегнување на градежни активности во периодот од 12 до 17 часот. Остануваат да важат советите од лекарите за начинот на однесување во овие топли денови. Трудниците треба да си ја терат редовната контрола, што е, треба да го избегнуваат излегувањето на сонце, а со тоа и да не одат на работа нормално, како и други хронични болести, не само трудниците, и хроничните болни што се, луѓе што имат инфаркти, што имат стендови, луѓе со мозочни удари, што имат преживеано. Контроли треба да бидат редовни, што си ги имат редовно, и да бидат заштитени во ладни простори, да консумират многу течности, да јадат многу овошје и зеленчук, да се хранат со полесна храна. Инаку препораките се однесуваат за целото население да не се излегува безпотребно во најтоплиот период од денот, да се носи светла и тенка облека и да се избегнува консумирање производи кои не се термички обработени. Високите температури ги седнаа на заедничка маса надлежните за справување со пожари во Делчево. Беа споделени владините препораки за дејствување во случај на пожари. Екстремно високите температури ги седна на заедничка маса надлежните органи од Делчево кои се задолжени за справување со евентуалната појава на шумски пожари и пожари на отворено. На денешниот состанок одржан во просториите на општество 1 на општина Делчево присуствуваа сите релевантни субјекти кои што се чинители во системот за справување со пожари, како во урбана, така и на отворено и шумски пожари. Причината беше зголемените надворешни температури, а по тој основ и насоките и заклучоците на 89-та седница на владата на Република Македонија одржана на 21.7.2015 година, а спуштена на терен преку Дирекцијата за заштита и спасување, кои што заклучоци налагаа одредени укажувања, препораки дека треба сите релевантни фактори да ја зголемат својата готовност како човечка, така и материјално-техничка готовност за прво за спречување на појава на пожари, односно во превентивниот дел, а потоа и во случај на појава на шумски пожари, пожари на отворено, целиот систем на гаснење на шумските пожари. Освен овие препораки на единицата на локалната самоуправа и беше укажано дека при евентуалните пожари на оваа територија треба да се стават на располагање целата расположлива персонална и материјална поддршка на јавното претпријатие Македонски шуми, како и на други институции. Исто така жителите беа известени да се почитуваат законските ограничувања за движење во шума, како и забраните за палење на стрништа на нивите. Сите оние кои што нема да ги почитуваат овие забрани ќе бидат затекнати на лице место, ќе бидат санкционирани согласно глобите пропишани од позитивните законски норми. Почна чистењето на коритото на река Брегалница во Штипскиот регион. Акцијата ја реализираат општината, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Потребата од темелно чистење на речното корито се наметна после поплавите. Од денес почнува чистењето на река Брегалница во Штип.
на потегот од Емир Кјучик, Султанов мост во населбата 8 ноември па се до 4-тиот километар. Согласно акциониот план за чистење на речните корита за 2015 година, кој што беше усвоен од владата на Република Македонија преку проектот за чистење на речни корита и бреговите на езерата во Република Македонија, од вчера се започна со чистењето во општина Штип согласно акциониот план. Сите оние критични точки кои што беа установени за време на зимскиот период и пролетниот период за поплавите ќе бидат исчистени, продлабочени. Сите оние наноси на земја и на тало ќе бидат извадени од речното корито, дрвата кои што беа паднати. За оваа намена владата обезбеди 24 тони нафта за механизацијата, ангажирана во оваа обемна акција за чистење на речното корито после големите поплави годинава, а со цел да се превентираат идните вакви непогоди. Со овој начин се добива подобар проток на водата и сите оние препреки и пречки за непреченото течење на водата се отстрануваат од речното корито. Имаме еден проблем, да речеме, кај 4 километар, каде што никогаш не беше чистено, се направија големи штети на земјоделските површини и на викенд куќите. Истиот проблем го имаше со лакавица, кој што мислиме дека ова година ќе опфатиме дел од неа, најкритични точки да бидат исчистени. Ваквиот проект од 2009 година па се наваму се применува секоја година. Оваа година околу 10 километри ќе се расчистат, кои спаѓаат во генералниот урбанистички план, и околу 6 километри од река Лакавица. Се работи за координирана акција помеѓу општината, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за транспорт и врски. Во Штип во Дом на млади денес се реализираше летна крводарителска акција проследена со музички хепенинг. Организатори беа волонтерите во клуб на млади при општинската организација на Црвениот крст. Хуманоста на дело денес во Штип ја покажаа над 80 на граѓани. Крводарителската акција која денес беше организирана во Дом на млади во Штип ги постигна очекуваните резултати. Штипјани повторно ја покажаа својата хуманост и во голем број пристигнаа во просториите на Дом на млади да даруваат крв, која понатаму ќе спасува човечки животи. Тоа и беше мотивот на сите крводарители, кои и покрај високите температури излегоа во пресрет на апелот од страна на волонтерите во клубот на млади при општинската организација на Црвен крст од Штип, кои беа иницијатори и организатори на акцијата. Добро е чувството, е добро да се дарува крв и така. Убаво, хумано. Колку пати давате крв? Па околу 15-20 пати. Први својата крв ја даруваа Јордан Чојанков и Орце Мицев, повеќекратни крводарители, кои од Проби Штип дојдоа во Штип да помогнат во акцијата. Според вработените во регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина, акцијата се одвиваше во најдобар ред. Целта на оваа крводарителска акција е да се соберат што е можно повеќе крвни единици од хуманите граѓани на Штип, па и од околината на Штип имавме денес дарители, со чија хуманост ќе помогне да се спасат многу животи. Сите знаеме дека крвта е драгоцена течност со која спасуваат многу животи. Сите заинтересирани хумани граѓани кои имаат желба да даруваат крв не мора да чекаат да се организираат крводарителски акции. Тоа може да го сторат секој ден во регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина кој се наоѓа во клиничкиот центар во Штип во период од 8 до 15 часот. До крајот на годината трае рокот за докомплетирање на барањата за легализација на дивоградбите. Некомплетните барања после овој рок ќе бидат одбиени. Општина Виница апелира до граѓаните навреме да ги обезбедат геодетските елаборати. Вкупно 3071 барања за легализација на бесправно изградени објекти биле поднесени во Виница, информираат од Комисијата за легализација на дивоградбите во оваа општина. Од нив позитивно се решени само 910, 115 се во финална фаза до добивање легален статус, а 835 барања се во процедура, затоа што подносителите не доставиле комплетна документација. Оттаму и апел до граѓаните, особено иселениците или лицата на привремена работа во странство, кај кои главно нецелосно доставената документација е проблем, конечно да ги легализираат своите објекти периодов додека престојуваат во Виница, да го искористат за да ги обезбедат потребните документи. Повеќе од 1/3 од барањата за легализација на бесправно изградените објекти во Виница се вон процедура и со заклучок за прекин на постапката. 220 од овие барања се со нерешени имотно-правни односи, а останатите 991 барање биле со некомплетна документација. Имајќи ги предвид бројките, повторно се изведува заклучокот дека постапката за легализација во Виница и понатаму се одвива бавно. Од надлежната општинска комисија
комисија и претходно истакнуваат дека најмногу барања за легализација се поднесуваат токму во лето, особено во месец август, кога посетеноста на општината од страна на граѓаните кои се во престој во странство е највисока, што му дава импулс на процесот. Тоа по автоматизам значи дека состојбата со барањата за легализација на бесправно изградените објекти во одредена мера ќе се промени. За разлика од Виница, постапката во Кочани уште од почеток се одвива со многу побрзо темпо. Македонската православна црква апелира до верниците да не ги посетуваат верските објекти кои немаат благослов од црквата. Во Делчевско Драмче најавено е славење на Илинден на верски објект кој нема благослов од МПЦ и заради тоа на настанот нема да присуствуваат свештени лица. Еве сега го очекуваме големиот православен празник на светиот пророк Илија. Сакам да ги известам православните верници во општина Делчево дека лани беше отпочнат објект бесправно, без благослов на нашиот надлежен епархиски архиереј на сите тие објекти на кои што се почнати без благослов од Македонската православна црква. Значи ние свештениците не излегуваме. Ќе се делел некој славски ручек, да ги известиме православните верници, да ги посетат другите наши православни цркви и манастири посветени на светиот пророк Илија, а на местото во село Драмче свештени лица нема да излезат. Лани кога беше почнато со организирање, со отпочнување на градбата на тој објект, ние од Македонската православна црква овде од Света Богородица Делчево и му кажавме на општинските власти дека тој објект се започнува без благослов на нашиот надлежен епархиски архиереј, дека нема благослов од Македонската православна црква, за да се обитат да го спречат, дека тој објект се гради нелегално, а освен тоа и без благослов. Но ете тоа не се случи, не знам до кој степен е објектот, така да им го честам празникот на православните верници и уште еднаш да ги информирам, да знаат, значи имаме други цркви и манастири посветени на светиот пророк Илија, на кои што ќе излезат свештеници да го благословат славскиот ручек, заедно да се помолат, заедно во една заедница, во една црква. Министерството за одбрана на САД ја исклучи внатрешната имејл комуникација откако била забележена сумнителна активност. Поштенски сервер е користен од заедничка команда на Генерал штабот на САД, а исто така и стотици воени и цивилни соработници на заводот. Од Пентагон одбија да именуваат конкретна причина за исклучувањето на серверот, но се изјасниле дека се работи на проблемот. Нема информации за причината штета. Околу 2000 мигранти само во една ноќ се обиделе да влезат во тунелот под каналот Ла-Манш во близина на француското пристаниште Кале во настојување да стигнат до Британија. Мигрантите, главно од Африка, Афганистан и Блискиот Исток, се обидуваат да се кријат во камиони или возови кои минуваат низ тунелот. Земјотрес со интензитет од 6,3 степени по Рихтер е регистриран во јужниот дел од американската сојузна држава Алјаска. Епицентарот на потресот е регистриран на 71 км од вулканот Редаут, а длабочината 118 км. Нема податоци за разорнување и жртви. Не е прогласена опасност од цунами. Во почетокот на неделава во Алјаска беа регистрирани 2 земјотреса со интензитет од 6,9 и 6,7 степени по Рихтер. Индонезија, како и поголем број региони во Југоисточна Азија, годинава е запатена од голема суша. Поради ефектите на ураганот Ел Нињо, кој во подрачјето на Пацификот и Индискиот океан, како своевиден феномен и ненајавено носи долготрајни суши, а некаде поплави, во 12 индонезиски провинции на 2 месеци не паднал дожд. Метеоролозите стравуваат дека првите дождови наместо на почетокот на септември треба да се очекуваат кон крајот на октомври. Парламентот и владата на Ирак побараа од турската влада да прекине со воздушните бомбардирања на ирачка територија. Нападите на турските воено-воздухопловни сили се нарушување на ирачкиот суверенитет. Бомбардирањето на турските воено-воздухопловни сили врз ирачките погранични региони им нанесоа сериозни штети на сопственоста на граѓаните на Ирак, а исто така доведоа и до жртви меѓу локалното население.
Фудбалскиот клуб Кочани прослави 10 години од формирањето на клубот, а на собранието по тој повод присутните беа запознаени со сите успеси што ги постигна ФК Кочани во младите категории, како и успесите на ЖФК Кочани во сениорска конкуренција. На собранието најпрвен беше поднесен извештај за работата и остварените резултати на клубот помеѓу двете собранија и беше потенцирано дека клубот минатата година ја оценува како задоволителна. По повод 10 годишнината од постоењето на клубот беше издадена брошура под наслов "Деценија накитена со трофеи", каде што е представено работењето и досегашните успеси на клубот од неговото формирање до денес. ФК Кочани посакува и во иднина клубот да има големи успеси, инаку клубот минатата година ја оцени како успешна, бидејќи девојчињата го освоија Купот на Македонија. Ова е се во Дневникот во 16:30. Свежи информации гледајте во второто издание на Дневникот и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Довидување до 20 часот.